Здраво! Добрете на новата епизода на мојот подкаст. Како што се ветив, и ова е една епизода од која што сум инспирирана од секојдневието. Некако си зададов и самата себе си предизвик да многу повеќе зборувам на теми кои што се присутни во секојдневието. И како што знаете, немам агенда, немам план, не читам, секогаш подкастот некако ми доаѓа од душа и можеби затоа многу често знае да ми се измешани мислите. И понекогаш кога си ги преслушувам епизодите се велам па добро. Што сум сакала да кажам тука? Меѓутоа во ред, она кое што ми е интересно, го сретнувам во последно време. Тоа е едно нешто кое што го слушам и кај клиентите, и кај пријателите, сум го имала кај мене, знам и некогаш се уште да го имам, нели, меѓутоа брзо да го освестам. Тоа е како да ги убедам другите дека не се во право, значи како другата личност да ја убедам дека мојата перспектива е во право. И ова е многу тесно поврзана епизода, веројатно, со претходните, меѓутоа ми беше интересно затоа што постои нешто кое што природно се јавува кај нашето его, нели нашето его има потреба да биде во право. И многу често ќе го слушате тоа, па што е подобро, да бидам во право или да бидам во мир? И многу често ова е нешто кое што го среќавам и кај партнерските односи, особено меѓу партнерите, да речеме сопруг и сопруга, каде што двајцата имаат некоја тенденција и потреба да бидат во право. И доколку, особено еве бидејќи работам со жена и кажам, ама добро, знаеш, па не мора да бидеш во право, можеш да речеш окей, се јавува еден бес. Затоа што реално доаѓа до некој поттик на потиснување. И е нешто кое што, ако се присетам низ моето детство и помлада кога сум била или во некои периоди кога се наоѓам, кога некој ќе ми дал таква препорака, па знаеш, кажи добро и продолжи си по твоето, знаело да се јави бес кај мене, затоа што постоела силна тенденција да покажам дека сум во право. Не сум била свесна дека во тој момент многу ми било важно, нели, моето его и тоа дека јас сум во право и да не бидам осудена и да другите да ја видат мојата перспектива и да видат како не се тие во право. Но ова е многу интересно затоа што тука се јавува една ригидност, што не е нужно лоша, што е многу здрава и добра во многу полиња, во многу аспекти од животот, јас би рекла во премногу аспекти од животот. Ова е многу здрав механизам кој што го имаме, затоа што е еден механизам кој што ни помага и не води напред. Значи, кога сме детерминирани, знаеме што сакаме, имаме здрав склоп на уверување, веруваме во тоа, длабоко поврзани сме со тоа, но од друга страна, кога знае да е проблем во меѓучовечките односи, каде што многу често навистина немаме потреба да се докажуваме дека ние сме во право, а другите не се. Например, кога тоа се случува во бракот, многу често станува збор за игра на моќи. Па така едниот партнер носи нешто кое што, ако размислиме реално и ако седнеме од една мета перспектива, птичја перспектива, да ја гледаме ситуацијата од горе, најверојатно партнерите се во буквално како два јарци на мост кои што се борат со своите рогови, меѓутоа реалноста е дека тие само сакаат моќ, а не е дека тоа што го кажува партнерот па баш и мора да се прави, или тоа што го кажува другиот партнер па баш и мора да се прави, или дека не знаме толку тоа многу важно и дека не се сакаат партнерите ако немаат исто мислење и дека е крај на светот. Сега ова е од страна многу полесно да се каже отколку да се направи, меѓутоа сетете се на последниот пат кога сакавте на вашиот партнер, родител, другар, не знам, колега и така натаму да му докажете дека сте во право. Дали навистина беше толку многу важно тоа? Дали навистина тоа беше толку многу важно што ви го одзема мирот и си спокаравте и си ги ја навредивте дури и личноста? Реално постои еден трик кој што може да ви помогне. Значи, да се разбереме. Оно што се случува во тој момент кога сакаме да бидеме во право, важно е да се освести која е позадината. Ако јас сум во право, јас ќе имам моќта, јас ќе бидам попочитувана, јас ќе бидам видена, уважена или што и да е. Значи, многу веројатно се чувствувате осудени. Или многу веројатно некаде се чувствувате дека се јавува лутината затоа што имате различни вредности. Меѓутоа, што ако имаме различни вредности?
Дали за се имаме различни вредности? Со некои личности, кога имаме премногу различни вредности, ние не можеме да бидеме ко-креатори, ние не можеме да продолжиме со нив да функционираме. Меѓутоа, со многу личности имаме одредени различни вредности кои што не предизвикуваат опасност по нашиот контакт и однос со нив. Значи, ние можеме да имаме конекција, да прифатиме различност, одредена ниво на различност и едноставно да продолжиме. Тоа е, например, имате пријател геј или вие сте геј, имате пријател стрейт. Значи, имате различна вредност, имате различна семејна вредност, не мора да е семејна вредност, нели? Меѓутоа партнерска некоја. Имате некоја разлика, но тоа не е загрозувачки за вас. Кога може да е загрозувачки? Ако едната страна стане нападна и почнува да ве убедува и вие станете нападни и почнете да се убедувате. Меѓутоа, оно што ќе го видите, например, во оваа ситуација, најверојатно страната која што убедува, најверојатно се чувствува угнетена, се чувствува понижена, се чувствува несватена, се чувствува неприфатена. И тенденцијата зошто убедува, зошто е нападна во тоа, е за да може да се оправда и да може, нели, нормално и да ги оправда сите оние работи кои што се случуваат и да се чувствува поприфатена, да се чувствува сакана, повалидирана и така натаму. Ако вие во тој момент освестите и видите дека не е потребно прифаќање, не е потребно јас да го сменам моето мислење, нели? Ако можете да ја детектирате емоцијата во позадината, многу ќе ви се олесни односот, затоа што тука ќе може да бидете многу поздрави во односот, така што ќе го изнесете или нема воопшто да го изнесете вашето мислење, туку тоа може да биде, еве ќе дадам некој попрост пример, не мора, нели, да биде конкретно, ове малку деликатна темата. Меѓутоа, да речеме, доаѓа пријателка и ви наметнува да, не знам, почнете да се храните со не знам се каква исхрана, некоја посебен тип на исхрана. И почва да ви зборува за тоа и колку е тоа добро и како другите, не знам. Еве, на пример, јас овој пример многу често го давам. Имате другарка која што е веган, а вие обожавате месо. И доаѓа другарката веган и почнува да ви зборува како мир во свето, да не се колат животните, да не се јадат животни, како тоа не е природно, како тоа не е здраво, адреналинот во месото, и сега, нели, ви носи факти. И наместо вие да влезете во кавга со неја, затоа што тоа е нејзин склоп на уверување, тоа се нејзини вредности и она е во право и вие сте во право. Значи, ништо што таа кажува не е невистина и ништо што вие кажувате не е невистина, тоа е релативност, Меѓутоа, и може да бирате да се испокарате за оваа различна вредност, за начинот на исхрана, или може да бирате да продолжите да другарувате, затоа што и таа е прекрасна личност и вие сте прекрасна личност, и затоа што не мора да сте исти и еднакви за да продолжи комуникацијата, и може вашата здрава граница и асертивен став да бидат: ти благодарам многу за твоите ставови и мислење, баш ме стави во размислување, ќе размислам околу тоа, и толку. И буквално толку тука завршува темата. И што ќе каже другата личност на тоа? Ама слушајте, и вие повторно може да имате валидација. Да, ти благодарам, навистина држи вода тоа дел што го кажеш. Ти благодарам, баш ќе размислам, баш ќе се отварам да размислам некогаш околу тоа. Ти благодарам. И толку. Значи, тука носиме една валидација, едно уважување, нели, на другата личност, ако е многу нападна, нели, автоматски е потребна таа валидација, автоматски е потребно да се чувствува прифатена. И затоа многу често, ако ова го правите со партнерот, размислете каде се не ве прифаќа партнерот. Што има, или кои се оние делови кои што можеби и вие не ги прифаќате. Или кога ќе се јави таа тенденција и потреба да бидете во право, зошто се јавува? Од каде доаѓа? Што ви носи? Што ви кажува тоа за вас? Наместо да тргнете веднаш да се убедувате, видете зашто немате моќ, каде оди вашата моќ. И тоа е оној моментот на бирам да бидам во мир наместо во право. Во ред, ти благодарам, ова е многу добра перспектива, ќе ја разгледам, можеш и ти мојата да ја разгледаш, зависи другата личност колку е подготвена, може би другата личност ќе ве изненади и ќе рече, добро, и твојата перспектива, нели, држи вода и така натаму. И баш би било интересно да се разгледаат двете и да видиме како и двете имаат и позитивни и негативни страни. Не секој може баш толку напредна комуникација да постигне,
Меѓутоа, ако вие сте попаметниот, нели во наводници, ако вие сте тој што работи на себе, тогаш вие многу полесно можете да прифатите да не сте во право, да сте во мир, односно да ја смирите топката така што ќе поставите здрава граница, асертивно комуникација. Ќе го завршите разговорот тука, ќе ја валидирате другата личност, односно ќе видите што се случува со неа и дека таа реагира од нека позиција на, нели, може да биде ранато дете, нека стара траума, и може би не е воопшто поврзано со вас, туку нешто сосем поинаку, нешто сосем друго. И ќе можете да влезете во една себе рефлексија, во една интроспекција, да видите, а што се случува со вас? Од каде вашата потреба да бидете во право? Од каде вашата потреба да толку многу сте лути? Или може би едноставно понекогаш нормално вредностите ни се многу различни и тоа е тоа, овде не оди, едноставно не можам да поминам преку тоа и тоа е многу здрав однос. Меѓутоа, нели, тоа е една здрава интроспекција каде што сваќаш дека јас не можам веќе со оваа личност затоа што премногу разлики имаме или затоа што ете премногу се бодеме, едноставно тука другата личност не ја почитува мојата граница дека не сакам да разговараме на таа тема. Друга граница може да биде, знаеш што, гледам дека се караме многу околу исхраната. Еве, например, може да се договориме доколку навистина ти смета, нели, да јадам месо пред тебе, да не излегуваме на места каде што се јаде, ќе излегуваме на пијачка, нели? Или едноставно би ми било драго доколку не разговараме на таа тема, бидејќи таа не кара, а јас гледам и сакам многу други квалитети кај тебе и се надам дека и ти ги сакаш и ги гледаш другите квалитети кај мене. Ајде да се договориме да направиме некаков компромис. Кога ова е со поддржувачки тон, кога ова е со една искрена намера, кога имате една искрена желба да односот продолжи, многу е веројатно и во најголемиот број на случаеви другата личност ќе исто така ќе ја стиши топката. Меѓутоа, мора да постои таа валидација на фала ти, го разбирам твоето мислење, го разбирам твојот став, знаеш, тука сме различни, јас ќе размислам и ти благодарам, баш она ми даваш некоја перспектива да размислам, значи кога станува збор за блиска личност. Кога станува збор за подалечна, најверојатно и не е толку многу важно да се докажеме, меѓутоа и кога станува збор за некоја далечна личност, и тогаш проверете каде вам ви паѓа моките. Зошто имате толкова тенденција да сте во право? Што ако не сте во право? Дали ви била дозволена грешка? Дали имате забрана за грешки? Дали можеби сте некаде па и голем перфекционист? Значи тука во позадината може да има многу, меѓутоа секогаш е нешто до вас. Секако и другата личност си носи кокреација, меѓутоа секогаш тој тригер доаѓа од вас. Ова е една кратка епизода и останав кратка и доследно на планот кој што го имав, каде што ми беше многу важно да некако ви го обија самуна како да ги убедам другите дека не се во право, зашто ние не ги убедуваме другите дека не се во право, туку едноставно ги прифаќаме и нормално го прифаќаме нашиот став, а од друга страна секогаш остануваме отворени дека не сме најпаметни, дека има нешто кое што е многу убаво и во другата перспектива. Идеално е кога би можеле да дадеме и да примиме по нешто и од едната и од другата страна. Ви благодарам што останавте до крај на оваа епизода, се слушаме во следната. Поздрав!